Благодарам. Точно дека Советот поднесе барање, колку што јас последна информација имам, се уште од Министерството за труд и социјална политика не е стигнато објаснување. Меѓутоа, во она што јас го прочитав како допис до Генералниот секретаријат, веќе Министерството за труд и социјална политика веќе одбива да го даде на општина Битола. Да, и па и на користење. Значи, ги имаше некаква информација. Со самото тоа што вика дека ќе го рестартира за своји потреби, тоа значеше дека треба во буџет да има обезбедено пари. Ако веќе Министерството смета дека може да го користи за своји потреби. Инаку, баш убаво и што вие мене ме надополнивте, сега јас малку ќе ве надополнам, точно е дека е даван на продажба и то замислете за 300.000 евра е даван на продажба и никој не се јавил, не се заинтересирал. И затоа е добра ова иницијатива од општина Битола, што го побара, да речам, не само детското одморалиште, туку имаме ние еден хотел Битола, Старски дом се викаше, и тоа беше побарано исто така, меѓутоа ние не го ставивме во амандман овој пат. Добро е, и ево реков некоја идна власт, се надевам дека ќе го даде на владение на општина Битола, па да се изнајде начин да се реновира и повторно се пушти, иначе се наоѓа баш во срцето на Пелистер и е стварно прекрасно место. Благодарам.